Денес на овој празник е и празник на спортот и со завршувањето на изградбата нова спортска сала во Куклиш го потврдуваме курсот кој што го застартавме со проектот изградба на 35 спортски сали. Се што започнавме, завршуваме. Оваа сала ќе служи пред се за нашите најмлади сограѓани, кои ќе имаат можност да ги одржуваат своите часови по физичко воспитување, да имаат воннаставни активности во повеќе спортови, фудбал, кошарка, одбојка, ракомет, пинг-понг и така натаму. Истата е изградена по најсовремени стандарди и во неа покрај нив ќе може да рекреираат и сите останати жители во Куклиш и општина Струмица. Секако таа ќе биде на располагање и на клубовите и на сите оние кои што во оваа сала може да одржуваат тренинзи, надпревари и други спортско-рекреативни активности. Да не забораваме на многу важна работа на која што ја посочи пред известно време наш голем стручњак, сега веќе и македонски државјанин Дино Чевар, кој вели образованието информира, спортот формира. Тоа значи дека преку образованието добива информација, добиваме знаење. Меѓутоа, воспитувањето најдобро се прави преку спортските активности. Воспитувањето и формирањето на личноста да ги почитува највисоките човечки вредности, во што се почитувањето, соработката и меѓусебното пријателство. Агенцијата за млади и спорт секако грижи за спортот и за развој на спортот во цела Република Македонија и затоа имаме проекти кои што се распространети за сите општини во Република Македонија. Затоа не застануваме тука и ќе продолжиме со другите проекти како што се повеќе наменските игралишта, од кои што дел од нив се планирани и во Струмица, исто така изградба на тениски игралишта. Дозволете за крај да се заблагодарам пред се на сите оние кои што со позитивна мисла и со позитивна идеја беа иницијатори оваа спортска сала да биде лоцирана токму тука во село Куклиш. Да се заблагодарам на сите професионалци кои што најдоа сили, значи со своето професионално действување оваа сала да биде изградена како што треба, со својата позитивна енергија, да ја дадат на ваков прекрасен амбиент. Да се заблагодарам на пратениците во Собранието на Република Македонија кои што го изгласа буџетот и кои што се предвидени средства понатаму за спортот во Република Македонија и веројатно најмногу од се навистина му должам благодарност на председателот на владата на Република Македонија, господинот Никола Груевски, кој што со својот авторитет и лично секогаш се залага проектите во спортот да бидат реализирани токму онака како што треба и пред се во корист на нашите најмлади граѓани, меѓутоа и во корист на Република Македонија. Ви благодарам, нека и со среќа. Почитувани присутни, сега го повикувам да се обрати заменик председателот на владата на Република Македонија, господин Зоран Ставровски. Повели. Почитувани граѓани на Куклиш, денеска е голем христијански празник, прочка и рете прво како христијани во моје име и во име на мојата политичка партија и на владата да побараме прошка од вас граѓаните за било што сме сгрешили во текот на изминатата година. Почитувани пратеници во Собранието на Република Македонија, господин Васил Бишев и господин Славе Гошев, почитуван директор на Агенцијата за млади и спорт, господин Лазар Поповски, почитувани пријатели од Куклиш. Во изминативе 5-6 години јас и многу членови на владата, а секако и председателот на владата на Република Македонија Никола Груевски бевме со вас и меѓу вас и за добро и за лошо. Секогаш кога беше потребно, со проекти и конкретни дела, докажавме и покажавме како треба да се работи за граѓаните во цела Република Македонија. Денес сме тука за еден убав настан, за настан кој што значи отварање на нов спортски објект, односно спортска сала која што ја имавме ветено на граѓаните од Куклиш. Јас се сеќавам кога првиот пат разговаравме за потребата за спортска сала и вие го истакнавте тоа, рековме дека ќе направиме се да таа влезе во програмата на Агенцијата за млади и спорт. Потоа со вашите пратеници во Собранието на Република Македонија, пратениците од Струмица, господинот
Милошев и господин Васил Пишев, како и со директорот на Агенцијата за млади и спорт, направивме се преку буџетите во текот на изминатите години да се обезбедат доволно средства за изградба на овој убав спортски објект. Би сакал да подсетам дека владата на Република Македонија во изминатите години, како што го реализираше овој објект, исто така реализираше и многу други проекти за Струмица и Струмичкиот регион. Прво и основно не ги забравивме нашите вредни земјоделци од Куклиш и од цел Струмички регион и секоја година, независно дали е кризна, дали има тешкоти во собирањето на средствата за буџетот, дали е криза во Европа, земјоделците знаат добро дека владата на Република Македонија ги има ставено нив како врвен приоритет и секоја година обезбедуваме стотици милиони евра за субвенции. Ветивме и го изградивме патот од Радовиш до Струмица и тука многумина кои што никогаш ништо не направиле во животот се најдоа за потребно да критикуваат, да се задоцнило толку, се задоцнило онолку, ама е него, патот е тука и веќе се вози по него. Исто како што го направивме овде патот од Куклиш до Банско, исто како што отворивме дисперзирани студии, исто како што ја почнавме градбата на театарот, така работиме ние и сакаме да создаваме дела и владата на Република Македонија ќе продолжи во насока на работа и дела што значат подобар живот на собствените граѓани. Јас би сакал да истакнам дека оваа спортска сала е големо значење за Куклиш, за пред се младите луѓе, за децата, бидејќи ќе овозможи сите дечиња од овој крај, од Куклиш, а и пошироко, да имаат еден убав, модерен спортски објект како што гледате, во кој што ќе може да спортуваат, да се надпреваруваат, да се дружат, бидејќи спортот и дружењето и спортот е еден од најдобрите начини за воспитување на децата. Еден од најдобрите начини да ги оттргнеме од пороците на денешницата, од алкохолот, од дрогите и од другите пороци. Да ги натераме да се дружат и да се надпреваруваат, бидејќи на тој начин од млади ќе научат што значи надпревар, што значи да се бориш за собствена победа, но што значи да истрпиш пораз, бидејќи животот не носи само победи, нели? Понекогаш и порази и тие треба од мали нозе да знаеш да ги издржиш, да ги истрпиш, да станеш повторно и да победиш следниот пат. Така ќе растат децата од Куклиш, но и повозрастните, оние што како мене сакаат од време на време да шутнат по некоја топка, ќе имаат каде тоа да го направат во овој убав објект, да се надпреваруваат меѓу себе, да поминат неколку часа заедно. Затоа верувам дека со ова исполнивме уште едно ветување, бидејќи ние сме луѓе што сакаме да градиме и да оставиме дела зад себе. Ова дело не е нити за Никола Груевски, нити за Зоран Ставрески, нити за никој поединечно. Ова дело останува за граѓаните на Куклиш. Оваа сала ќе биде ваша и ќе биде во ваша. И сакам на крајот да ви потенцирам уште еднаш дека ќе продолжиме со работа за доброто на граѓаните на Република Македонија. Струмица и Струмичкиот регион со владата на Република Македонија ќе добијат и една слободна економска зона во Свидовица, меѓу Свидовица и Банско, таму каде што ќе никнат нови фабрики и ќе се отвараат работни места, затоа што тоа е основниот начин за да се подобри животот на граѓаните. Очекуваме многу инвеститори, очекуваме многу работни места. Ние ќе ја гасифицираме Струмица, но на вистински начин, онака како што треба за да се добие поевтина цена на гасот и на енергијасот за струмичките бизнисмени и стопанството да можат да работат подобро и да отвараат работни места. И уште многу други проекти, инфраструктурни и други проекти, улици, патишта, канализации, брани и сето она што треба да го подобри животот на граѓаните на Куклиш и на Струмица и на цела Македонија. На крајот да ви посекам успешно користење на оваа сала за добро, за убаво, нека е Илија и има многу убави моменти во вашиот живот.